Над 3000 луѓе од Гостивар досега побарале лекарска помош во болница, амбуланти и во службата за итна медицинска помош со слични симптоми, стомачни тегоби и дехидратација. Ама од здравствените власти и од Институтот за јавно здравје нема потврда за тоа дека се затруле од водата, поточно од водоводната мрежа. Причината, како што кажа министерот за здравство Сашо Кликовски, е ембарго од обвинителството. Власта тврди дека надлежните реагирале веднаш, како и дека не се криеле информации, а од институтот хипотетички објаснија дека конзумирање на вода полна со фекалии може да даде ваква клиничка слика како што имаат граѓаните од Гостивар. За сега, иако речиси нема семејство во Гостивар во кое нема барем еден со симптоми, сепак само 4 се хоспитализирани, од кои едно дете. Во моментот до сега има 3100 здравствени контакти. И Центарот за јавно здравје има земено примероци и дека тие примероци подлежат на истиот режим на објавување на информациите, бидејќи устната насока сите резултати да бидат предмет на јавното обвинителство пред да се објават. Ја ќе замолам да почекаме да се предадат сите во обвинителството и тоа да го осимне ембаргото од објавување. Од институтот тврдат дека обвинителството им наложило да земат примероци во време кога мал бил бројот на пријави за заболувања за самите да излезат на терен. За тоа дали некој ги попречувал службите да земат мостри, директорката рече дека нема информации, па ниту ги потврди, ниту ги демантираше. Се вратија во институтот помеѓу 3 и 4 часот пополноќ. Таму беше веќе друга екипа која што им помогна примероците земени од теренот да бидат веднаш без одлагање, значи да не чекаме да почне смената во 7 часот, не чекавме ни минута. После носењето на информациите во истиот момент приправна екипа која што ги чекаше ги стави земените примероци на потребните анализи. Во меѓувреме, за граѓаните на Гостивар, каде што од вчера е прогласена епидемија, првично ќе бидат обезбедени 3 шлепери со 76.000 литри вода, а во наредните динови ќе се зголемува зависно од потребите. Од владата ги соопштија и локациите за граѓаните да знаат од каде може да се наполни чиста вода за пиење. Водостопанство Гостивар, Градинка Пролет, Средното економско училиште Гостивар, ЈП Национални шуми, подружница Шар, Гостивар, АДСМ, подружница кај гаражите, Општа болница Гостивар и територијата противпожарна единица Гостивар. Водата во Гостивар е забранета за било каква употреба, откако Агенцијата за храна и ветеринарство утврди дека во главниот цевковод на водоводната мрежа на диво поставена е пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар.